Лаванда. Лавандата е ароматично и лековито диво растечко растение. Ова растение може да се одгледува на нашите полиња, бидејќи нема многу големи барања во однос на почвата. Успева скоро на сите типови почва кои содржат доволно варовник. Расте и на многу сиромашни и каменити почви. Не ја одговара влажна и кисела почва. Како топлолюбиво растение, има големи потреби од топлина, а особено светлина. Посебна важност за квалитетот на етеричното масло има надморската висина. Се препорачува да се одгледува на поголема надморска висина, максимум до 700 метри. Треба да се сади на јужна, незасенета експозиција, која не е изложена на ветрови. Расте како низок џбун со висина 50 до 80 см. Цвета во јуни до август со цветови во сите нијанси на виолетова боја, наредени во клас. Според својот раст и сиво-сребрените листови, многу е декоративна и кога не е во цвет, а погодна е за обликување ниска жива ограда, бидејќи добро поднесува кастрење. Најдобро е да се насади во април и мај, во добро дренирано земјиште, а најдобро е да се избегнуваат влажни подрачја. Во првата фаза по садењето треба редовно да се полева, а потоа добро поднесува суша. Додека чумата се ширела низ Европа во средниот и во 17 век, била забележана една чудна појава. Работниците кои користеле етерично масло од лаванда и оние кои работеле на полиње со лаванда не биле погодени од лошата болест. Она што ги заштитило било токму лавандата, која го зајакнува имунитетот и делува како моќен бактерицид. Кога човек е во близина на лаванда, таа природно го стимулира неговиот имунолошки систем, кој потоа поефикасно го штити од напади на вируси и бактерии. Лавандата може да се користи како моќно средство за дезинфекција. До Првата светска војна со лаванда се стерилизирале површини и болничка опрема, а ја ставале и на раните. Исто така може да се користи како силен антисептик за исекотини, изгореници, убоди од инсекти и други повреди на кожата. Покрај тоа што директно ги напаѓа бактериите и вирусите, го стимулира производството на бели крвни клетки, кои го штитат телото од паразити. Лавандата не создава резидентни соеви бактерии, како што прават антибиотиците. Истражувањата на германските и француските лекари покажале дека лавандата помага полесно да се заспие. Тие ја препорачуваат оваа билка при нервоза, вознемиреност, депресија. Смирувачкото дејство на нервниот систем се должи на етеричните масла, кои се ослободуваат во топлата вода, така што кожата може да ги впие. Покрај тоа, и самата топла вода делува смирувачки и ја подобрува циркулацијата во телото. Таа може да се користи како зачин, а како чај го стимулира и зајакнува имунолошкиот систем, особено за време на стрес или болест. Етеричното масло од лаванда може да се користи во купка, да се нанесува на кожата, но разредено, да се стави на облека или само да се вдишува. Исто така, може да се користи како миризливо масло и да се распрска по просторијата. Освен што ја прави просторијата миризлива, таа ќе ги контролира и бактериите во воздухот. Вистинското масло е речиси продзирно, па како такво, побарете го во продавниците.
Јас сум